Никако да се реши хаосот со градскиот превоз во главниот град. Возен ред како да нема, зашто неретко се случува дури и по 1 час да се чека за превоз, а во автобусите секојдневно иста слика. Гужви и турканици. Повеќе од 6 месеци приватниците и град Скопје не можат да најдат заеднички јазик. Има ли многу гужви во автобусите? Има многу гужва, нервоза се ствара. Многу се ретки. Има гужва, да, и нервоза, и поредки се автобусите. Чекаме многу. Се баримо чекав може пола сат. Став побаравме од ЈСП за проблемот со градскиот превоз, но оттаму молк. Скопјани постојано пишуваат на социјалните мрежи за тоа како автобусите стануваат се поретки. Се почесто доцнат на постојките или доаѓаат малку порано и со тоа не го почитуваат возниот ред. Скопјани се нервозни зашто се крши на нивниот грб. Не можат да стигнат на време на работа, на училиште, на лекарски преглед, не можат да ги испланираат секојдневните обврски. Се случува ли да каснат или да дојдат порано? Па каснат. Сум чекал, да речеме, па не често, али сепак се случува, не знам дали се случува. Се случуваат, да. Покасно од сат време да дојде. На време, тоа е реткост. Откако градоначалничката Арсовска реши да го спори долгот од 1,5 милион евра кој ЈСП го должи кон приватните превозници, на градот му недостасуваат 115 автобуси, 245 возачи за дури 16 линии. Иако по долго време приватните превозници конечно се сретнаа со директорот на ЈСП, надежите дека јавниот превоз ќе се растерети пропаднаа. Најавите беа дека од 1 април приватниците повторно ќе возат, но и третиот повик на градот беше неуспешен. Според надлежните, причината е што апликантите не доставиле целосна документација. На Арсовска не успеа нито обидите да набави нови еколошки автобуси. Неодамна советниците повторно одбија да ги одобрат потребните пари, бидејќи оттаму не добиле доволно информации за тоа како тие ќе бидат потрошени. За неполни 2 години откако управува со градот, директорите никако да и се погодат на Арсовска. Таа смени преку 20 директори кои се под нејзина надлежност поради разни причини, а дел сами се поднесоа оставка. До сега смени дури 3 директори на ЈСП. Од пред 2 дена со предпријатието управува Крсте Петревски од партијата Гром, кој досега управуваше со градски паркинзи.